Битолското обвинителство поднесе обвинение против сопственикот на Марковски компани Борче Марковски и уште двајца вработени во фирмата, како и против петмина поранешни раководители во РЕК Битола, меѓу кои и поранешниот директор Пеце Матевски. Тие се товарат за злоупотреби со тендерот за дислокација на погонски станици од рудникот Осломеј во рудниците во Битола вреден 1,7 милиони евра. КОТ уште во мај минатата година објави дека парите биле исплатени, но погонските станици не биле монтирани. Според истражувањето на КОТ, тендерот за дислокација на 14 февруари 2024 го добива Марковски компани, кој е и единствен понудувач. Има рок од 1 година да ги демонтира 6 станици, секоја голема колку трикатна куќа и тешка 80 тони, да ги пренесе и да ги монтира на 2 локации во рудниците во РЕК Битола, каде што ќе бидат пуштени во употреба. Овластен службеник од РЕК Битола потпишува записник дека работата е завршена и на Марковски компани и се исплатени парите. Само што не била. Свесно ги повредиле прописите за постапката со потпишување и поднесување на невистинита документација, во која тврделе дека работите на монтажа на погонските станици се завршени, иако донесената механичка и електроопрема стоела расфрлана во кругот на РЕК Битола. Незавршената обврска ја наплаќале врз основа на невистинитата документација. Обвинителството исто така предложило на Марковски компани да и се одземат 1,7 милиони евра колку што биле исплатени со тендерот. Толкав имот веќе е замрзнат во Македонија и во Србија. Обвинителството соопшти дека Борче Марковски има 2 фирми во Србија и оти има јасна тенденција тој да ги префрла парите со кои располага кон тие компании. Според информациите на Телма, во Србија е замрзнат имотот на фирмата Хаза изградња со седиште во Нов Белград. Оваа фирма во изминатите 4 години добила 18 тендери, најчесто од јавното претпријатие Србија Шуме во вкупна вредност од околу 3,2 милиони евра.